Фармацевско досие во системот Мој термин. Зборуваме малку повеќе во детали со магистар Билјана Божиновска, таа од Сдружение на приватните аптеки. Добро утро. Добро утро, Јована. Неколку пати во разговори го споменувавме смарт проектот преку објаснување што тој дополнително би значил во вашата секојдневна работа, во предизвиците кои што ги имате секојдневно. Долго време работевте на ова и сега можеме после и викендот кој што е зад нас, понеделнички да кажеме повеќе убави информации. Па ајде овој смарт проект што представува, колку тој ќе улесни за граѓаните и дополнително за меморандумот кој што го потпишавте. Така, благодарам, Јована. Меморандумот за соработка беше подпишан на 13, значи тоа беше во четвртокот, помеѓу Майк Роуз, председател на Америчката фармацевска асоциација, Фармацевската комора и Сдруженијето на приватни аптеки, кои што на некој начин успеваме преку овој меморандум и едукациите на смарт проектот да ги донесеме најновите светски протоколи во делот на фармацевска практика и фармацевска грижа. Што би значило тоа? Тоа би значило фармацевтите секако имаат една континуирана едукација за да можат да ги следат сите новитети во фармаиндустријата, да помогнат со соодветни советувања кон пациентите. Меѓутоа, разликата од континуираните едукации, ова што на кој што повикува самиот смарт проект, е клиничката активност на фармацевтите. Тоа е викендот кој што е зад нас. Така, обуката која што ја имавте. Така, обуката која што имавме веќе четврти симпозиум, што значи веќе по четврти пат нашите колеги се среќаваат со дел од овие протоколи и сега во овој симпозиум во основа ние баравме од колегите кои што на третиот симпозиум видоа како се управува со хипертензијата, дислипидемијата и обезноста, да ги испрезентираат своите реални случаи од пракса. И по тоа се разликува смарт проектот од останатите едукации, заради тоа што откако ќе се едуцираат колегите, се мотивираат и од нив се бара повратен фидбек, односно што е она што го научиле, реално го спроведуваат во секојдневната работа. А тоа значи дека управувањето со терапијата оди заедно во комуникација помеѓу фармацевтот и матичниот лекар. Ние ги охрабруваме нашите колеги, бидејќи не е во рамките на фармацевтот да промени ниту доза, ниту лек. Меѓутоа може фармацевтот при своето издавање и преку сите оние субјективни информации што ни ги кажува пациентот, како тој се чувствува терапијата, дали имаме ефикасност, дали имаме одреден несакан ефект, кој што при тоа имаме обврска да го пријавиме во Малмет, да искомуницираме со матичниот лекар за да можеме, значи, она што сме го согледале како фармацевти врз основа на тие субјективни и објективните податоци доколку пациентот има, ја гледаме ние секако терапијата кој што тој ја прима. Меѓутоа многу често сме сведоци дека тие кон фармацевтите ги даваат и своите лабораториски анализи, да едноставно дадеме одредени препораки или да искомуницираме со матичниот лекар што сметаме дека кај тој пациент доколку се промени во однос на дозата или се промени во однос на лекот, би добиле подобри ефекти. А тоа значи посигурна терапија и помалку несакани делувања кај пациентот. Хајде убаво да објасниме за пациентите, особено за повозрастните, за конкретните придобивки кои што ќе ги почувствуваат пациентите од овие нови услуги кои што ќе бидат во аптеките. Дали тоа значи дека можеби гледајќи и крвната слика, можеби ќе посочите некој дополнителен витамин? Дали тоа значи дека можеби доколку забележите дека не функционира лекот кој што е препишан, или дозата не е соодветна, дека вие би можеле да интервенирате, да се скрати оној дел во преоптоварување на примарното здравство. Ме разбирате во кој дел ве прашувам? Колку вие ќе можете да се вклучите со фактот на тоа дека ќе имате увид во целото досие? Оно што ние можеме да го дадеме како препорака е само да одредиме, многу често пациентите земаат и голем број додатоци во исхрана. Да, ние можеме да кажеме кои додатоци пациентот треба да ги прекине или кои да ги додаде во својата терапија. Меѓутоа, за жал, во лековите и во терапијата што се однесува за лекови, ние не можеме да интервенираме. Од тука потекнува и потребата да ние се поврземе со матичните лекари во интерес на пациентот, да тоа не оди преку телефонски разговори, преку писмени обраќања кои што пациентот треба да ги однесе, туку да го
поедноставиме тој чекор и она што ќе го забележиме да можеме во фармацевското досие да го запишеме според субјективните, објективните податоци, се она што за кој што пациентот се жали, нашите препораки или увидувања се дека кај овој пациент треба да се ревидира дозата, да се покачи или пак да се воведе лек кој што ќе биде фиксно дозен на комбинација. Или можеби да се промени лекот, да речеме овој не соодветствува и така натаму, или можеби овој не оди во корелација со некој друг. Има интеракции, некој не сакани ефекти, токму така. Сега, се во ова што го кажувате, директно вие ќе интервенирате во досието и колку тоа очекувате да го намали товарот во примарното здравство? Очекуваме да го намали товарот во приватното здравство заради тоа што доколку тие интервенции или препораки кои што ние сме ги дале кај матичниот лекар, ние знаеме дека сега се креираат електронски рецепти. Значи може она комуникација каде што многу често пациентите и не одат на редовни контроли кај докторот. Докторот секогаш не може да ги прими сите овие информации кои што пациентот ги дава кон фармацевтот затоа што тој секој месец мора да дојде во аптека и да си ја подигне својата терапија. На тој начин фармацевтите проактивно ќе овозможат да и лекарот биде информиран со сите оние субјективни информации, односно како се чувствува нивниот пациент. И на некој начин да го охрабриме пациентот дека мора да поиде на контрола кај неговиот матичен лекар за да се направи ревизија и промена во терапијата. Тука затоа велиме, ние не можеме интервенцијата самостојно да ја направиме бидејќи тоа не е во наши ингеренции. Меѓутоа можеме да искомуницираме со матичниот лекар, да го охрабриме пациентот и тука дефинитивно ќе имаме поголема контрола. Имаме пациенти кои што се неконтролирани, а не пошле кај својот матичен лекар, нели да ги кажат сите овие информации, ниту пак матичниот лекар знае колку неговиот пациент редовно ја зема терапијата и колку има ефикасност од истата. Сега, кои чекори треба да ги превземат сите аптеки за да може да го имплементираат овој систем? Не зависи од аптеките, зависат имплементацијата на овој систем зависи од институцијата, поточно од мој термин и од Министерството за здравство. Колку побрзо се направи со дигитализацијата внесот на ова фармацевско досие во мој термин, толку побрзо ќе се организираат сите оние обуки работилници за да првенствено се обучат нашите колеги како овој систем да го користат и на тој начин да го направиме моментот на побрзо поврзување помеѓу нас и матичните лекари. На Смарт фармацевтот беа презентирани 10 случаи од пракса од колеги кои што успеале комуникацијата да ја направат со матичните лекари, ама доаѓаат од помалите градови, од Кавадарци, од Струмица, од Охрид. Немавме ниту еден случај од пракса кој што реално можевме целосно да го испрезентираме во Скопје. Зошто? Затоа што тука комуникацијата ни е многу потешка. Телефонските... Тоа сакав да прашам зошто. Веројатно поради тоа што оптовареноста е поголема, а така многу... Оптовареноста е поголема во секој случај и потешко е да се искомуницира помеѓу фармацевтите и матичните лекари. И затоа велиме, ние тука ги користиме нашите лични контакти со одредени матични лекари да ги повикаме или ги користиме телефонските броеви кои што пациентите ги имаат и во моментот ќе ги замолиме да ги побараат нивните матични лекари за да се слушнеме, меѓутоа ние не знаеме со кого зборуваме од другата страна и со кого ќе се соочиме и како ќе бидеме разбрани. Кога овој систем ќе биде воведен комплетно, ние велиме Смарт проектот и едукацијата која што Аријана Местровиќ преку Фарма Експерт и Америчката асоциација права тука во Македонија доаѓаат еднаш во годината со свој симпозиум. Меѓутоа, ние за да тоа реално заживе, мораме на регионално ниво да организираме работилници кои што и до ден, мислам, ги правиме 5 години наназад заедно со Центарот за семејна медицина. Што правиме? На едно место, матичните лекари и фармацевтите работат на одредена тема. Например, на тема на астма, како да се користат инхалаторите, како да им се помогне на пациентите кои што имаат хронична обструктивна белодробна болест. И преку овие работилници во помали групи, ние правиме на некој начин конекции и пренесување на сите битни информации. Меѓутоа, мораме да имаме систем каде што она што го работиме реално можеме и во пракса да го спроведеме. Сега, ова се предизвиците со кои што се соочувате при воведување на нови стандарди. Така. Колку проектот ќе вклучи евалуација, односно следење на ефектите по имплементирање? Така. Дали всушност ги оправдува очекувањата?
ги оправдува очекувањата заради тоа што ние се она што досега фармацевтот работи, нема каде да го евидентира. Ако не е евидентиран и документиран, исто како да не го сработил. И во пракса дали ќе функционира? Треба да функционира, затоа и толку напори даваме во делот, значи да се имплементира фармацевското досие заради тоа што веќе можеме понатаму едукациите на ниво на помали градови, помали групи пренесеме, бидејќи точно е ако се стави фармацевското досие, а при тоа не се направи обука како тоа да се користи, исто како да не сме го имплементирале. Дали смарт проектот ќе значи дека и понатаму ќе бидат потребни надградба на обуки, надградба на знаења? Секако континуираната едукација мора да продолжи. Јас секогаш велам, ние континуирано се едуцираме и преку многу други фармаканали, тука се факултетите кои што возможуваат континуирана едукација во различни насоки специјализации, меѓутоа нас ни треба секако во делот на аптекарското работење конкретни протоколи кои што ќе бидат исти за сите аптеки. Убаво го споминавте. Кои се тие протоколи на кои што во иднина треба фармацевската пракса секојдневно да се насочува? Протоколи во кои што преку неколку кратки прашања од пациентот ќе ги собереме сите потребни субјективни информации за да направиме на некој начин проценка дали на тој пациент му треба помош од страната на фармацевтот и фармацевтот клинички активно да се вклучи во менаџментот на терапијата. Тоа значи не само пасивно да го издаде лекот и да каже како тој се дозира, туку едноставно кога пациентот ќе се врати назад во аптеката, значи преку неколку мали прашања да видиме дали пациентот има добри и ефикасност на терапијата, како се чувствува, дали осеќа дел од несаканите ефекти, да го охрабриме, затоа што ние многу често имаме пациенти кои кога ќе го отворат упатството за употреба, одлучуваат дека не треба да го земат лекот. Да, многу често има. Да, имаме често само лекување, сами ја прилагодуваат дозата, мислејќи дека таа е премногу висока доза. И тука затоа нас велиме, нас ни треба усогласеност во ставовите, протоколи кои што постојано се менуваат и кои што треба повторно велам, не само соматичните, нас и како ни се потребни специјалистите да тие протоколи и промени во тековните новитети во нивните специјалности да имаме, да ги евидентираме и да знаеме кај нас во основа медицината базирана на докази е она по кое што се водат голем број преписи на терапии. Меѓутоа не секогаш фармацевтот може да биде во текст со сите индикации, бидејќи кај нас не доаѓаат само пациенти што имаат повишен крвен притисок или диабет, нешто што континуирано најчесто го гледам, имаме и други болести за кои што итекако ни се потребни специјалистите за да можеме да сите новитети во терапијата кај овие пациенти ги следиме. Вас секојдневно во вашата работа, колку овие обуки, овој систем, ама сега практично разговараме, ви помагаат и колку ќе го променат, слободно ќе кажам, вашиот професионален пристап во секојдневната работа? Многу ќе го променат, заради тоа што ние Но сега практично ве прашувам. Еве да кажеме некоја повозрасна госпоѓа од 70 нешто години доаѓа со терапија, со една листа на терапија, обично знаете како доаѓаат со колкава листа на терапија, безброј прашања и не се чувствува добро. И не се чувствува добро и од терапијата која што ја зема, треба да ја земе и понатаму. Еве сега практично. Практично. Ние многу често велиме дека, бидејќи пациентите кои што доаѓаат во една аптека е многу полесно да се следат во однос на се она што примаат. Меѓутоа имаме преку овој смарт проект учиме како на овие пациенти да ги охрабриме, барем еднаш кога веќе гледаме дека пациентот не се чувствува добро, да го охрабриме да донесе се од терапијата која што зема за да се направи одредена ревизија на истата. Зошто? Затоа што многу често се соочуваме и со тоа што пациентите не секогаш добро разбрале дека дел од терапијата можеби треба да се прекине, а се вовела нова терапија, па имаме дуплирање на лековите. Тука погледите и способноста на фармацевтот да уочи дека кај тој пациент треба дополнителни интервенции да одвои малку повеќе време во однос на правилното управување со терапија, не учат токму овие смарт проектот преку мали ситни прашања да можеме од пациентот да ги издвоиме сите битни информации. И дефинитивно
преку комуникацијата понатаму кога ќе увидиме кај тој пациент што имаме вишок од додатоци во исхрана, зашто ние имаме полифармација каде што голем број додатоци во исхрана пациентите на своја рака внесуваат. Многу често и тие знаат да направат интеракција, едноставно со мала интервенција на тргање на дел од овие додатоци во исхрана и следење на пациентите, каде што велиме пите ја оваа терапија, значи без овие додатоци, и да се видиме за 7 дена. Тука веќе е доменот на интервенцијата во рацете на фармацевтите. Ама ако за 7 дена пациентот се врати во аптека и повторно каже дека се уште не се чувствува добро, тука дефинитивно треба да се подразмисли во промена на терапијата и повторно велам, потреба да се искомуницира со матичниот лекар. Добро, со оглед на тоа дека ве слушав добро, сега неколку пати го споменувате пристапот да се одвои време, да се сослуша и така. Што ќе ги посоветувате тогаш помладите фармацевти? Она што можам да име охрабри на последниот симпозиум, дека се повеќе млади колеги фармацевти кои што работат по 2, 3 или 5 години во аптеките има подготвено случаи од пракса. И смарт беџовите ги добија само оние колеги кои што она што го научија на третиот симпозиум, преку 5 практични примери како интервенирале, како искомуницирале со матичниот лекар, како ја смениле терапијата и при тоа пациентот се чувствува многу подобро без некои несакани ефекти од терапијата. Крајната цел веќе ја постигнале. Значи ја презентира пред останатите колеги. Тоа не охрабрува. Не охрабрува затоа што нашите колеги млади со голем ентузијазам гледаат на смарт проектот и верувам дека мотивацијата и охрабрувањето кое што го даваат предавачите од странство е она кое што им ја довидува сликата дека не е се така розово и на страна. Значи, фармацевтите се соочуваат со истите проблеми и во Германија, и во Франција, и во другите западноевропски земји. Разликата е само во кои земји се повеќе фармацевски услуги внесени, па да почнеме од тие основни услуги полека да размислуваме да се имплементираат и кај нас. И затоа велам, храброст ни даваат младите, затоа што верувам дека ако воведеме други погледи што значи да си фармацевт, реално за она што зборуваме и да го работиме, затоа што велам, ние многу често зборуваме во пракса за мултидисциплинарни пристапи, ама не секогаш ги спроведуваме во реалност. И затоа што дигитализацијата секогаш беше проблем, а еве сега на голема врата ја прифаќаме, така што се надевам дека и ова ќе почне да профункционира, тоест ќе почне да функционира онака како што треба и во Скопје. Се надевам затоа што секогаш велам, нашата меѓусебна поврзаност како здравствени работници дава доверба. Пациентот тогаш многу полесно ќе се придржува кон препораките и нема да ги имаме само лекувањата кои што се најчесто причина за компликациите во третманот. Не дека терапијата не е ефикасна, туку едноставно пациентите самостојно одлучуваат дека нема да земат зашто не се чувствуваат добро. А при воведување секогаш во терапија на нов лек, дефинитивно тој пациент мора да се следи. А следбеноста на терапијата е многу полесна од страна на фармацевтите. Во странските земји е воведена услуга воведување на нов лек, во кој што самиот доктор вели ја не објаснувам ништо за оваа терапија, ќе поидите кај фармацевтот, тој детално ќе ве води во третманот. Имаме, например, голем број пациенти кои што кога ќе почнат со антидепресивната терапија, која што дава понекогаш несакани нус ефекти, се чувствуваат лошо и ја прекинуваат. Али кога фармацевтот ќе му појасни дека сите несакани ефекти можеби ќе се јават, меѓутоа тоа е само почетен дел додека организмот не се навикне на третманот и го замоли пациентот, го остави својот мобилен телефон да има добра комуникација, го повика за 7 дена да дојде во аптека. Значи пациентот ќе биде охрабрен и едноставно кога ќе се врати во аптеката, значи многу полесно докторот после месец дена кога ќе треба да поиде кај него на контрола, ќе свати дека колку воведувањето на нов лек и неговиот правилен пристап од страната на советувањето на фармацевтите помогнало да пациентот не се откаже попатно. Се случува многу често после месец ден или 2 месеци, пациентот вели не, јас се откажав, не ја пријам терапијата, многу лошо се чувствувам. Да, не ми делува добро, и веќе имаме повеќе несакани ефекти од несоодветното третирање на овој пациент, отколку позитивните ефекти од третманот. Билјана, благодарам.
Благодарам за гостувањето. Се гледаме и по извесен период да видиме во имплементацијата до каде сме и да видиме како таа делува во секојдневната фармацевска пракса. Секако, Јована, благодарам за поканите и секогаш се надевам дека овие разговори ќе мотивираат голем број наши колеги да ја вклучат фармацевската клиничка активност во своето работење.